Десетмесечната Марија Јордановска од Прилеп е единственото бебе во Македонија кај кое што е регистриран така наречен синдром на централна апнеја при спиењето. Односно, за да се одржува во живот потребен е респиратор, кој го користи додека спие. Кога е будна, Марија е сосема нормално бебе, но штом заспие, таа престанува да дише. Бидејќи немаат свој респиратор, родителите сега плаќаат по 1000 денари од ден за изнајмување на овој апарат. За да се купи нов, потребни се околу 630.000 денари или околу 10.000 евра, средства кои семејството не можат во моментов сами да ги обезбедат. Токму затоа се покрена една акција за собирање на донации, а во неа на доста креативен начин пред неколку дена се вклучија и децата од малото Чумовчани во Прилеп. Тие секој ден плетат белезици од ластичиња и истите потоа ги продаваат на паркот на Револуцијата и по прилепските улици. Одат од клупа на клупа, од човек на човек, продаваат, а собраните средства ги донираат на семејството на малата Марија. Велат дека се премногу среќни што можат на ваков начин да помогнат за 10-месечното бебе. Ние плетиме за малото бебе Марија. Што плетите? Белезици. Белезиците потоа ги продавате тука на паркот на могилата, така? Да. Средствата се за малата Марија? Да. Од каде дојдовте на ваква идеја? Прво не подсетија нашите другарчиња, па потоа почнавме да плетиме и ни текна да парите да ги дајме за малата Марија. Како се плети, може да ни кажеш кој е начинот? Првин се става една како свиткана, едно ластиче свиткано, после се става друго и уште едно. И само тоа доздола го повлекувате и толку. И така се плети цела белезица. Па околу 70 белезици. Имаме повеќе пакетчи на ластичина. Каде ги продавате? Во нашата улица и овде на могила. Луѓето се заинтересирани, се сака да купат? Да. Се заинтересирани и повеќе луѓе купуваат белезици. Прво мислевме да собираме пари за хуманитарни цели, но од кога дознавме за бебето Марија, мислевме за него да збираме пари. Среќен се што учествуваш во една ваква акција хуманитарна? Да. Во акцијата се вклучени и родителите на децата, кои што им помагаат во целата организација, но исто така и во плетењето на белезиците. Собрани се децата, збираат пари за малата Марија, со цел да и се овозможи респиратор за да диши. Веќе 5 дена плетат белезичина и парите сакаат да се донираат на Марија. Каде се продаваат овие белезичиња? Па во нивното мало ги продаваат Чумовчани, овде идат на могила на одручек, 1 сат, сат и пол и досега задоволни сме. Секој кој сака да купи од овие белезици и да донира средства, може да ги најде децата на могилата секој ден од 16 до 18 часот. Инфокомпас контактираше со мајката на Марија, која што ни кажа дека за да се купи респираторот биле потребни што околу 2500 евра. Предходно, поради овој синдром, тие 6 месеци лежеле на клиниката за детски болести во Скопје. Бидејќи кај нас нема експерти кои што се запознати со оваа болест, откако ќе заврши корона кризата, тие планираат да одат во странство за да точно се диагностицира состојбата на Марија. Доколку некој сака да донира пари, тоа може да го направи на оваа жиро сметка што во моментов ја гледате на екранот. Или пак можете да ги исконтактирате родителите на телефонскиот број 075 579 450. Инаку мајката на Марија истакна дека доколку се соберат повеќе средства од потребните за да се купи респираторот, истите потоа ќе бидат употребени за додиагностицирање на состојбата на Марија, нешто за што повторно нив како семејство ќе им бидат потребни пари.